консензуалниот председателски кандидат, уште еднаш напоменувам, не треба да биде меѓу Зоран Заев и Али Ахмети, или не знам, Африм Гаши и Али Ахмети, или било кој Енес Ибраимовски, или не знам, Самка Ибраимовски, треба да биде на граѓаните. Има такви луѓе во Македонија. Ако бидеме пред се одговорни за државата, во внимателни постапки и процедури, кои што политичките субјекти ги имат заради давање на подршка на кандидат за председател, анкетите и истражувањата, слушањето на внимателно на граѓаните, ќе го најдем. Верувам дека тоа е возможно и сите дури во Македонија да застанеме, така не е реалноста во државата, но е возможно, посебно со очекувањето за председател кој што ќе им биде председател на сите граѓани и навистина ќе ги нема тие слабости кои што досегашниот председател на Република Македонија ги покажа во делот на мултикултурализмот, мултиетничкото општество и нашите одговорни политики во делот на интеграциите на Македонија во Европската унија и НАТО. Има процедури, мислам, ќе се одржат конгреси, треба да се направат анализи, постапките се започнати. А ако бидат изборите во април, а ќе бидат во април, сигурно првиот круг, може и вториот ќе биде во месец мај, тие се роковите ќе ги определат и председателот на собранието и државната изборна комисија, не знам како точно по закон, тие се институциите кои што ќе одлучат. Согласно тоа ние во постапките наназад враќајќи го времето, ги знаеме постапките како да донесеме најмудри одлуки. Од нашите мудри одлуки така ќе очекуваме и поддршка од граѓаните. Јас верувам дека тоа ќе се случи. Дебатата е веќе отворена, знаете дека има на секаде, пуштени се, да бидеме паметни, навистина без суети и предрасуди, да избереме кандидат за кој што граѓаните ќе кажат ова е надежно, ова е добро. Може да застанеме зад него.